Јас во пензија. Зар е возможно тоа? А мене сето тоа ми беше многу, многу реално. Бидејќи како човек сум реален, не сум се нервирал за работи кои што мора да бидат и дури и си се подготвил психички. Па си викам, што по пензија? Па и пензијата има нешто убаво. Чортошев викаше, ако ми е мала пензијата, долго да ја грицкам. Не. Отидов во пензија, си наоѓа човек други работи, си оди по некоја представа да ја види. Не одам, не сум познат по тоа што одам многу да гледам представи. Филмови си гледам доста дома, на телевизија, на видео. Ето, ќе падне нешто да се прочита, нешто убаво. Да сега да прочитам нешто што не сум го прочитал порано. Еве, сега ќе се изненадите. Земав, ја читам на Тенане Библијата. Не од верски побуди, но чисто од културолошки аспект. За да го покријам времето, на некој начин, некоја така мала обврска да имам, бев на едно гостување на телевизија, така, и разговор со публика, и се јави едно дете, и јас кажам нешто од овие работи што ги кажувам сега. Вика, Чичко Ацо, ти имаш големо искуство. Дали би можел да обучуваш млади деца, мали деца за артисти? Не сум помислил до тогаш. Се замислив пред камерот, па си викам, па зашто па да не? И така имам време сега. Се консултиравме со сопругата Славица, со Силвија, черка ми е поголемата черка, и решивме да основиме едно студио. Децата се многу интересни, ќе ги видите. Многу е благородно се работи со деца. И поготово чисти деца, што не се расипани, да некој веќе ги учел тие драмски секции со учителките. Па ги гледам, па си се враќам моје детство, па си викам, откажам, може би од нив некој ќе стане нешто. Еден ден, Петре Прличкова во иднината, една Марија Бошкова, една Тодорка Кондова-Зафировска, еден Џуво Лековски. Да, јас сум скромен човек, не мислам на мене. Кој колку може, толку ќе постигне. Сања спомна дека се дружиме, ќе те поправам, ние сме овдека многу блиски, ние се дружиме надвор со многу луѓе, али овдека сме најблиски. Но, овдека сме најблиски. Да, за себе. Детка Славица и Чичко Ацо ми напомена. Уште првиот час, да, дека треба да бидеме едно семејство и дека не треба ништо да криеме едни од други. Јас сметам дека сме многу блиски и дека... Така е! Па мислам дека и не криеме, да? Не криеме ништо едни од други, така е, да. Не, да верче. Тоа, знаете што не поврзува... Нас не поврзува таа магија што има во театарот, таа вечна врска што театарот ја озможува на оние луѓе кои што ги го посетат. Тоа е нешто најдобро, нешто најсовршено кое што може да постигне. Сме кукубински. Дали ќе успувате некоја разлика во погодите се во театар? Роден сум во Скопје, некаде кај плоштадот Слобода. Сега театар Центар е тамо. Тамо порано беа Бавчи, Јурија. Деца се собиравме, се тепавме, игравме. Иначе, потекнувам од многу детна фамилија. Татко ми беше чиновник, мајка ми домакинка. Училиштето беше тогаш близко Гоце Делчев, не знам дали го помните. Тогаш се викаше Цара Душана.
И имав едно доста возбудливо детство, немирно детство, како и сите во тоа време. Тоа беше во бивша Југославија, кралската Југославија. Прво оделение се запишав и, бидејќи театарот е покрај другото и средство за асимилација, многу рано почна да не носат во театар. Тоа е оној театар што во земјотресот го срушија. Гледавме најчесто историски представи како, например, Свети Сава, Хаџи Джера, Робинзон Крусо го гледавме. Се учеше српскиот јазик, театарот како средство за јазик, за изучување. И многу ме фасцинираше тоа влегнеш во театар, завесе да се видни и почнува да се стемни салонот и почнува представа. И тамо се јавуваат некои луѓе од друго време, во други костими. За мене беше тоа страшно возбудливо. Граѓанство. Ако брбори некој, запишемо го името. Граѓанството треба да знае дека државата во вакви сериозни моменти не трпи мрморење. А потоа 41 година, некаде бе во трето оделение основна школа, се смени власта, дојдоа бугарите. Истата работа ја правеа, не носеа в театар. Тогаш гледаме Иван Шишман, да кажеме за бугарските цареви. И јазикот го изучувавме бугарски. И во училиште, и в театар. Инаку можем да кажем дека и во српското, и во бугарското, Скопскиот театар беше втор во државата. Бугарска или српска. Собираа најдобри артисти и со нив спремаа представи. Инаку живеев, ви кажав, центар. Тоа беше центар на Скопје. Се беше околу плаштот Слобода. И ова кината, и театарот, и библиотеките, и музеите, се беше тука. Така да имавме можност да посетуваме. Водеа многу сметка педагозите за наша надградба, посета на театри и музеи. Книжарниците беа тука, весниците беа тука, така да иако немаше телевизија, нели, деца не бевме преокупирани со други работи, тоа ни беше една основна преокупација воншколска. И кината, биоскопите. Кино Вардар, кино Култура, Напредок, кој што сега го нема, Капитол, исто сега го нема, до кино Вардар сегашен. Одевме, гледавме филмови, ако имавме пари, плаќавме карти, ако не, јас да кажеме, за да гледам филмови, тогаш почна да се раѓа во мене љубов кон глумците. Продавав, имаше еден чичко Љубе, го држеше бифето во кино Култура и кино Вардар, па со послужавник, на него бомбони, чоколадчиња и продав, а бесплатно гледав филмови. Од тогаш дојде ослободувањето, почнавме да учиме на македонски, почнавме да се осознаваме и почнавме тогаш сами да одиме доброволно во театар. Една од првите представи што ги гледав во Македонскиот народен театар беше Сомнително лице. Се сеќам, беше прослава некој јубилеј на Димче Трајковски.
Димче Трајковски го играше таца. Инаку прогласен за најдобар таца на сите времиња во Југославија во пиесите на Нушиć. Петар Прличко се разбира, Илија Ѓувалековски, се марки. Поголемо доживување не сум доживел од таа представа Сомнително лице. Без да знам дека подоцна, доста подоцна и ке играм во неја. Тогаш почнав да размислувам за таа професија. Дома нече да чујат за таква работа, глумец беше малку така, не малку, но доста вон нормите на живење. А ништо, јас си чутев, во мене си го собирав тоа и прочитав конкурс во Весник, дека се отвора класа во Белград за филмски артисти. Реков ке се јавам. Јас премав тутуноберачите на Кочва Рацин и се јавив. Све некако возрастни околу мене. Тоа било факултет. Јас не знаев дека е факултет. И ја кажав стихотворбата на Рацин, донегде дојдов, таман заборавив што е понатаму, до половина, ми рекоа доста, не спасија, и ми рекоа, слушај, малечок, ти си мал, вика, за Академија висока, но до година ќе отвориме средна глумачка школа, обавезно да се јавиш. Ништо, јас така, и се навредив малку дека не ме примија. До година се јавив, не примија, примија некаде околу 28 души, се сеќавам, за таа класа, инаку беше трета генерација. Во првата беше Драги Костовски, во втората беа Самуил Дуковски и уште некој, и во третата бевме во тие 28, јас сега ќе ги кажам тие што завршија. Вукан Диневски, Чедо Камџијаш, Дарко Дамевски, јас, да не заборавам некого. Да, не се, тие завршивме. Од толку души, од 28, благодарение на таа селекција жестока, излеговме од школата завршени некаде околу 5-6 души. Имав среќа, 52 година, 51 есента, се донесе одлука да се снима игран филм, македонски прв. Доаѓа, не фотографира, се чудевме зашто нас, а многу ни беше мерак да се појавиме на филм, посебно мен. Си рекавме, леле Боже, само да се видам. На таа фотографија имав среќа, сум одговарал за синот на Фросина, Климе, ме викна со уште 4-5 души на пробно снимање. Доста се подготвував, тоа беше еден монолог. Тука морам да кажам нешто малку смешно, колку сум разбрал во тоа време. Монологот беше со љуба кај Канео на Карпата, седиме, тој заљубен смртно од љуба, богаташка черка. Она се крши, нешто не сака, треба да оди на студии во Софија. Ни одбива мојата љубов, па ја ја викам, па да, што е Климе? Климе е парк, рибариште. Љубов? Љубов учила школа. Черка на Чорбаджиевски, најприкажен во место. А оној, бугарин. Тој е офицер. Навистина туđинец, дошол да ме граби. Ама униформа има, чизми е, полети. Доста. Навистина краток им е рекот. Ама тоа секој не може да го види. Доста веќе. Јас тоа го читав
И мислев дека е тоа ремарка, опис на ликот. И Марија Бошкова, иначе многу драга глумица за мене, шуето, па викам, ова како ќе клине. Не бе, тоа е вика монолог, тоа треба да кажеш. Па ме собра у гримјорна, доста ми помогна и јас го спремив тоа убаво, влегнав во просторијата кај што се врши пробното снимање. Тамо мрак, ме клепна, ме седна, како сега што седам, и кажи. Али веќе знаев нешто малце така, и викам на секретарката, може ли вам да ви го зборувам тоа? Може, како не. И јас почнав тоа да го кажа, имаше мрак, камера, чудовиште, страшна работа, многу. Камерата беше како чудовиште за мене. И само се викав, не мислим на камерата, не мислим на камерата. И затоа се концентрирав на секретарката, која што седеше до камерата. Почнав да го кажувам тоа монологчето, го кажав, стоп, и слушам еден Брко, вика, добро е, го имаме и климе. А тоа да ти биде Војан Ановиќ, режисерот. И така ме одбра за таа улога. Бев многу радосен. Не се опишува таа радост, колкава беше, да играш главна роля. Првиот кадар беше, јас бегам од бугарите, се крием во спалната на Љуба, односно Љубка Џундер. И тамо имаше, требаше да дојде до еден бакниш меѓу нас двајца. Се мислиме дека знаеме, ама пусто пред камера и на сцена треба се повторно да се учи. Бакнишот, де вака, де онака, држ, не дај. Ние го снимавме некаде околу 39 пати. Жива вода бе, од срам, од возбуда, од народов што гледа. Ке ја бакнам и ке погледам нагоре да не уживам, а горе електричарите се наместиле, ги гледам со креда удираат речки колку пати, кој поред ке бакнеш. И после ми кажа дека 39 пати сме го снимали тој фудбал. Многу, мајтата беше многу за африканци, пропаѓавме го земјо срам, ама не си, помина, најстрашното помина. На филмот почна монтажата, ние на турнеја, во театарот ме примија веќе за стажан. Почетник. Па да се види дали ева селекција. Не се помина се. Кога беше премиерата во Скопје не можев да дојдам, нити другите што играа во филмот, затоа што ние бевме на турнеја, бевме зафатени со представи. Читаме во весникот, слушаме по телефон ни јавува дека филмот публиката го примила исклучително добро. Радост беше општа, национална, дека еве од платно филмско се слуша македонски збори и играат наши луѓе. Велики Господ ни наврати среќа. Да работиш, да ми се вратиш назад, дома и ти да станеш. Оно што запад не можеш, ќе смогнеш ти, чедора мајка. Ајде, клини. Ајде. Ајде. Со здравје. Со здравје си. Здравје. Со здравје, добро. Патот во театарот ми беше како и на сите млади артисти тогаш, постапен. Не одеднаш па главна роља, току од малечки ролички, статирања, да кажеме, па епизоди и полека да се дојде до некоја поголема роља. Тогаш многу бевме, патевме. Од денешни години и од денешна позиција мислам дека е тоа добар пат. Артист кој ќе да игра главна улога, прва готово, отиде во небо и заборава дека тоа е само главна роља.
дека треба се учи. А во епизодите многу се учи. Ако главната роља е носител на дејството, на представата, тогаш епизодите се ја прават атмосферата. Сите му се столбови на представата се. Така имав среќа да одиграм неколку убави епизоди и да дојдам полека до некоја поголема роља. Тоа беше време на Македонскиот народен театар, не беше богат со акторскиот ансамбл. Полека се вклопивме брзо. Драги Костовски прв се вклопи нормално. Беше и постар од нас 2 години. Дори на вицови, за да не понижи, вика, иди купи ми цигари. Такви работи правеше Драги. Беше феноменално духовит човек. И ако му купиш цигари, ќе дојде од тебе, ќе стане артист. Демек си го послушал. А не му правила другите постари, па така си се вртеше сето тоа. Дојде да се вратиме на сомнително лице сега. Тоа сомнително лице толку ја сакавме сите, оти артистите знаева да направат и нешто вон режисерските нападствија, а тоа за артисти е најзабавно. Паѓавме од смеење. Си имавме наша ложа, младите артисти, и нон-стоп писневме тамо, така да, па не знам колку пати сум ги гледал, 100 пати сигурно. Таса, читај ја телеграмава Таса. Господа, телеграмава е важна и доверлива од господин министрот на внатрешните работи. Читај! Сина риба. Сина риба. Чењам, кој ти го даде тоа, бе, Абе, не сина риба, бре. Кој му го даде ова, бе, Ова читај го. Хајде. Читај. Строго доверливо. Чувте ли, Господ? Строго доверливо. Тасо. Нозете ќе ти ги скршам, разбра? Ако тргнеш одовде и сееш низ чаршија што ќе прочиташ... Господин капетан... Немој ти мене, господин капетане! Ти си преспособен за едно чоканче ракија да издаде секаква државна тајна. А тоа не чини, бре! После почна се редат улоги. Една работа, сакам да ја кажам, дека може би сум имали среќа. Може би комбинирано талент, среќа и труд. Но најважното ми се чини покрај среќата, талентот треба се заборави. Талентот, ако го имаш или тоа нема. Нема што да работиш на талентот, но треба да работиш на роља. Значи труд, среќа да ти дадат роља и труд да ја совладаш рољата. Потоа почнаа да идат некои роли, сега веројатно нема поред да ги кажувам, од 50 на години, па и не се малку, мислам, поминало доста време, добив роља во Пепелашка, го играв принцот. Принцот, кој што оди, ја бара Пепелашка, ја проба чевличката, така. Тоа беа се роли за совладување на сценскиот простор, да се ослободи човекот од тие 3-40 квадратни метра, да ги свати како свој терен, кај што живееш друг живот. И мислам дека доста успешно го правев тоа.
од денешни позиции зборувам. Тогаш бев секојаш се сомневам дали е добро или не е добро. Од пепелашка играв вака по маркантни улоги. Младоженецот во Мажечка и женичка на Стерија Поповиќ. Потоа добив роља во Долго патување во ноќта на Јуџин Онил, Едмунд го играв, со Драги Костовски заедно во алтернација бевме. Потоа дојде една многу значајна роља за мене, тоа беше во Галеб, синот на главната, а јас бев исто главна роља играв, која што многу студиозно ја правеше Димитар Чостаров, дори мислам дека беше по плановите на режисерските планови на Станиславски. И така душа ни излегуваше, Чостаров душа ни вадеше, и дојде премиерата. И тогаш прв пат осетив нешто пред публика во мене да се родат емоции, да се расплачем. Ова нешто сватив тогаш, иако бев така доста млад за на сцената, дека и среќата не е секогаш најбитна во театарот. Туку секоја роља, ако вложиш труд, ако постигнеш нешто, ти носи следната роља, ти ја носи. Може ли јас да ви донесам нешто да се напиете? Ке беам многу благодарен. Ја ви стијавам да ви... Дојде некој да... Што ти е? Што ти е? Господине, вие се двајца. Како двајца, како двајца? Па видите, тука вие ти таму. Како може? Не може и тука и таму, не може. Не може? Па не може. Не може? Па не може. Ја то блуд. Во Скопје од поодамна се имаше желба да се отвори уште еден театар. Да се формира уште еден драмски театар. Имаше неколку обида и никако не успеваше. По земјотресот почна да се гради младинско детско куклен театар. Тога сватив дека сега има шанси да се направи уште еден театар, има сцена, има простор. Со Дарко Дамевски, тој беше добар организатор. Викам, Дарко, бе, дај сега е моментот да се зборува со Ристо Стефановски да направиме драмски театар. Нов театар. Го најдовме Ристо Стефановски, прозборевме со него, не му се допадна идејата, може би е имал таа идеја и он. И месец дена се собиравме тајно како глупци по подруми, одбиравме кои артисти ќе поминат во новиот театар. Драмски театар, нормално. Почнавме со македонски текст, она што беше Небо на Владо Малевски, во режија на Тодорка Кондова Зафировска. Доста се изнамачивме, театрот не се правеше уште, се чукаше низ него. Ноќе репетиравме, дење репетиравме и дојде денот на свечено отварање на театрот. Дојде тој ден, ја дадовме премиерата и од тогаш, еве, тој театар почна да бележи
значајни успеси. И во Скопје, и надвор од Скопје. Та дури и надвор од Југославија. Чест ми е да повторам што сум учесник во тоа. Многу високо го дигнавме знамето на македонскиот артист, на македонската глума. Представа што најмногу сум ја играл роља, односно тоа е, предпоставувам, Бол во уши. Негде 350 представи. Бегалка. До се го играв. Кажува тогаш, ајде да се пофалам малку, најдобриот досе на сите времиња. Исто имав среќа да соработувам со голем број големи режисери. Покрај нашите македонски, Димитар Чосторов, кој што беше исклучителен педагог, кој што гнјавеше многу, додека не го добие, додека артистот не го свати тоа што треба да стане на приколикот, па Илија Милчин, кој што посебно не режираше многу, но посебно обрнуваше внимание на македонскиот јазик. Тој дури и курс ни држеше. Покрај тоа што завршивме глумачка школа со предмет македонски јазик, посебно не собираше сите артисти, ние младите, и се дообразувавме. Тоа што се однесува до театарот. На филмот Црно семе ми останува како еден од најсаканите филмови и се разбира и така, и според критика, и според пријатели, и според стручни луѓе, една од најдобрите мои роли. Специфично за Црно семе е тоа што и кој што го сметам за можеби најдобриот македонски филм, се уште. Специфично е што ние, Кирил Ценевски беше дебитант. И успевавме после снимање да се собереме, да седнеме заедно на пола сат, да ги договориме сцените што утре ќе ги снимаме. Така да беше на извесен начин колективно едно размислување за утрешните сцени и раѓаше резултат. Друго сум играл во десетина југословенски филмови. Кај Ватрослав Немица играв 2 пати, играв кај Жижа, во Босна филм, во Белград играв нешто. Така да, од сето тоа останува еден пристоен филмски опус, кој што некаде е така, од око, кажем. Бројам и никош до крај да ги избрам. Се нешто заборам, околу 40 на филмови. Кој што и не е малку. Телевизиски филмови, доста имам снимено, доста. ТВ драми. Елку, ајде! Влегувајте! Добро втроа друштво. За колку да не биде повесело. А сега да ви ги представам членовите на мојата експедиција. Ова е Крсте. Инаку познат под името Крле Снагата. Дотекла вода
студена леле офаман. Роди се ярара, убав мой. Ей, Сантос! Ей, Леван! Автобусите на газ има 23 места за седење и 77 за стоење. Вратите се отворат и се затворат автоматски. Ајде, на здравие, деца, можат и улоги и се. Па, може човек да заборави дел од историјата, може човек да заборави да појде на љубовен состанок, но човек не може да заборави мит и легенда. Тие се во постојано живење не само на нашиот народ, него поготово кога се говори за мит и легенда како што е Ацо Јовановски. Мислам дека е и среќарлија човек во однос на нас помладите, во тоа што првата своја представа, мојата прва представа играше Ацо Јовановски, мислам дека ми донесол среќа. Сум учел професионализам од него. Сте пиеле долго заедно, не сум ги научил неговите кавги, тоа е добро, но сите тие негови кавги мислам дека се инспиративни и провокативни и служат за релаксација на после тешка наша работа. Едноставно сакам да кажам дека премногу го сакам и дека ми е драго дека дел од својот живот сум поминал заедно со него. Кога зборуваме веќе за топлина, јас морам ова да го кажам. Јас бев студент во тоа време и господинот Османли дојде со една покана за радиодрама, Дамата со кученцето да ја работиме. Јас Ана, Ацо, партнерот на Ана, не знам, тоа беше некоја радиоадаптација на Дамата на Чехов. Да, да, девојката со кученцето, Дамата со кученцето. Да, и во тоа време, јас како студентка, што знам, имав пари и немав, а хонорарите беа фантастични, 40.000 од улога. Може би затоа што беше таква дуодрама, беа поголеми хонорарите, и јас се откажа од неговиот хонорар во моје име, затоа што сум студент, да, и за таа драма јас ке земав сите 80.000, ако ви кажам дека мајка ми имаше 45.000 плата во тоа време, тоа бил многу добар подарок. Го колега, кој еден од ретките. Диме тоа што го кажам, мит, легенда, тоа, мислам, малко е да се каже за Ацо Јовановски. За овие 30 години, колку сум во театар, сум имала таа чест да играм со него во многу представи и можам да кажам дека како партнер е единствен. Единствен. Морам да кажам, ја спремавме Вишник во режија на Тодорка Кондова и имаше една реплика, никако не можев да ја кажам. Тодорка се нервира, ма добро, па... А многу е непријатно актер кога седи на сцена, седи, па одеднаш треба реплика да каже. Не можам да ја кажам, на пробите не оди, една реплика. И по едно време доаѓа Ацо на кај мене, он го играше Петја, а ја играм Варија во Вишник. Доаѓа на кај мене и он виде дека имам проблем и само рече, виде дека не можам. И само вели Варја со еден топол поглед и мене, како топ мис да го репликата, велам, колку сте остареле, Петија, колку сте окртеле. Злобно создание. И му ги фрли в калошите и Тодорка. Па толку ли беше тешко тоа да се каже? Да, велам, тешко беше меѓутоа со него. Благороден како партнер, тоа, велам, единствен. Мислам дека тој беше тој што во тоа време не ми беше јасно, сите глумевме, нешто глуматаравме, се. Стоев позади го гледам. Велам, како може човеков? Како во животот зборува? Што е таа магија негова? Што е тоа што тој може да го направи, а другите не може? Точно, Сабина, ти што ви кажа. Он поседува една неверојатна мекост, непосредност, спонтаност во однос на прајањето на ролите. И во тој поглед он е навистина креатор, актер, не е он што на некој начин ги ролите извргнуваат.
навистина точно е тоа дека е прекрасен партнер. Јас имав можност да судам во тоа во поглед на работа и соработка со низа актери. И уште една друга работа што е многу значена за Ацо како актер, тоа е дека поседува една универзална моќ, ако така можем да речем актерска, адаптабилен е на филм, каде што во крупен план е страховито непосреден, исто така и во широк план, ако така може да се каже, в театар. И што е најважно, има извонредна моќ на трансформација. Тоа успев да го видам во една представа која што низа години игравме заедно, тоа е Болва Вуго. Он играше две роли во една роля. Господи, и овој се мрвни. Што има денес во воздух од некаква епидемија на лудило, што ли? Гледај, некој ми го дрнал палтото, шеширот. Не е доста се спасам од ова проклета ливреја. Ливреја, јас по ливреја. Чујте, таму требаше една и техника, и механика, и снаодливост. Па и кондиција. Браво. И кондиција, и што е најважно, меѓутоа, најважната работа од кондицијата кај него е што успеваше одеднаш да се трансформира од човек кој што е господин до една пијандура, еден отпадник од сето тоа општество. И тоа го правеше со еден... Веројатно, ми го зеде зборот, веројатно ова второто на некој начин му било полесно, али зато првото го правеше со еден извонреден професионализам, со една стојност, со една знаменост. И она што е значајно и за Ацо, и за сите вас актери што ви завидели, поготово вие што имате оставени најди во филмови и во телевизиски драми, што сте вие јако незванични академици безсмртни. Вие сте сите академици. Јас денеска, гледајќи го филмот и некои други филмови, видов страшно многу мои драги колеги кои се станени пред мене. Живи, здрави, се движеа, се смеа и јас заедно со нив. И тука навистина ви завидувам во вашата професија. Ма вие сте во тој поглед цвекници. Не постои, ми се чини милиметар од овој простор на кој што не сум згазнал барем 100 пати за овие 35-6 години во драмски театар, а може би и 40, не сум правил нека сметка за оваа прилика. Ме фаќа понекогаш сета тага за многу голем број на улоги, ликови, кои што публиката главно ги сакала. Артистот чувствува од сцената, осеќа дека кога публиката го сака ликот што го игра артистот или артистот. И многу често паѓале аплаузи кои што допринесуваат артистот да заборави на сите маки, трудот што го вложувал, сите непријатности во животот, малите плати, она вечна тема глумачка, а аплаузот доаѓа и ние го разбираме како најголема награда. Над октомвриските награди, над животните награди за кариера. Понекогаш уште ми звучи аплауз во ушите. Или ги гледам озарените